Почитувани гледачи, еве сме со најновото издание од емисијата од своја страна. Мој денешен гостин во студиото на телевизија Сонце е госпоѓа Нада Молеровиќ, едукатор, мотивацијски говорник и професор. Госпоѓа Нада, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од студиото на телевизија Сонце и дел од емисијата од своја страна. Јас исто ви благодарам за вашата покана. Така, мотивацијски говорник, мотивацијските говорници како да зборуваат и како да тргнуваат од сопствените животни приказни. Кои се вашите животни приказни? Многу добро прашање. Знаете како, преиспитувајќи се, јас секогаш сум се преиспитувала дали ме заситува мојата работа што ја работам. Например, како наставник, што барам од наставничката професија? Дали сите мои идеи, инспирации, желби што сум сакала да ги направам со моите ученици, дали е тоа што ме задоволува? Мене секогаш моите часови биле различни и секогаш сум барала нови предизвици. Најверојатно сум таков некој карактер кој што го бара постојано нешто ново, ајде да се опробам и со ова, ајде да видам дали можам и ова да го направам и така натаму. И знаете, во едно време кога веќе станав и директор, веќе два пати сум била, значи со мандат директор и сметав дека тоа работа не е таа кој што мене дополнително ќе ме исполни, туку дека можам да направам уште нешто. И поставувајќи си она клучно прашање за кој што на многу мои луѓе исто им ги советувам или им кажувам, ај прашај се во што си добар, во што си најдобар, што е тоа што ти сметаш дека можеш да го направиш најдобар. И кога почнав да размислам, секам, чекај, Наде, ти во што всушност беше си најдобра? И реков, па да, јас бев многу добра со оглед на одговорите на моите ученици, кога ги имавме часовите, кога разговарам, бидејќи јас сакав с некому да му посветам внимание, на часот со секого да разговарам, можеби не во еден час, меѓутоа, знаете, на часовите имаат време децата да разговарат и да бидат слушнати. Ние и јас лично се уште го делам тоа мислење, еден од најголемите поборници сум да се слушаат децата и да се слуша и да се зема во предет секогаш нивното размислување за се, што се однесува за училиште, секојдневниот живот, однос релации, комуникации. И знаете, кога дојдов до заклучок дека навистина моите деца често пати ме прашуваат зошто имаме само еден час граѓанско, на пример кога сум предавала граѓанско е само со еден час. И тоа се часови каде што вие можете да дискутирате, нели, за реалниот живот, за реалните проблеми, како е да се живее во една заедница, кои правила треба да ги почитуваш, закони и така натаму. И знаете, кога дојдовме до едни интересни теми на дискриминација, дали како деца се чувствуваат дискриминирани, тие толку многу сакаат да се отворат и ја отворат својата душа, како тие го доживуваат светот, дека всушност како мали ние возрастните не ги почитуваме толку многу, ги потценуваме, сметајќи дека тие се деца, тие се мали, не знаат и така натаму. Меѓутоа, знаете, кога во тие моменти јас разговарајќи со нив, тие се отвара, сакаат да имаме се повеќе и повеќе часови, се почести. Викам, значи, што децата сакаат на моите часови да бидат присутни, очигледно мојата енергија, мојот начин на комуникација ми одговара. Викам, што можам јас да направам сега? Значи, да видам и да истражам што прават мотивацијските говорници. И така почнав. Така, колку кај нас е прифатен поимот на мотивацијски говорник? Колку луѓето знаат кои се всушност тие луѓе, која е нивната визија, која е нивната идеја? Дали ви се обраќаат можеби? Мислите дали луѓе кои што сакаат да се занимаваат со мотивацијски говор? Не, оние од противната страна на кои што им треба мотивација, на кои што им треба совет. Така е. Знаете како, мотивацијските говорници всушност треба да бидат луѓе кои што со своето лично животно искуство, професионално, како растеле и се, нели, станувале со своите години помудри, позрели така натаму, ние сите носиме некакво си, како велам јас, некакво не школа, меѓутоа нешто што сме забележале дека во животот, доколку се однесуваме вака или така, или ги гледаме нештата на ваков или на онаков начин, можеме да си помогнеме сами на себе да влечеме лекција од искуствата и да не ги повторуваме нештата кои што за нас можеби се болни, непријатни, нели, не оставаат да бидеме тажни така натаму. И погледот на светот, погледот на нештата, како јас во дадени ситуации сум се однесувала, како сум размислувала, дека секојаш сум верувала дека секое нешто што доаѓа без разлика како премрежие, негативно, вакво така, моите добри мисли затоа што јас сум верувала дека тоа ми нуди некој пат за мое подобро, дека тоа е можеби една ситуација која што јас сум ја доживела како непријатна за мене, за моето семејство, дали некој губиток, фала Богу, не бил губиток на човечки живот и фала му на Бога, туку за сосема материјални нешта и си велам, па што е ова? Зошто па тоа се само материјални нешта? Ние да сме здрави живи, човекот секогаш може
да постигнам нешто повеќе. Знаете, таквиот поглед на нештата мене ми помогнал да јас сите такви предмрежја ги поминувам и ги надминувам и се чувствувам убаво и среќно. Ме разбирате? Така да сметам дека мотивацијските говорници се првенствено заради тоа да ја кажат својата животна приказна, своите патеки низ кои што поминувале, средбите низ луѓето, колку умеле да ги читаат тие луѓе што ги сретнувале низ животот, дали луѓето не ги забележуваме кога доаѓаат или напротив ги забележуваме, односно дали за секого мислиме, не е битно сега јас да одам таму или вам, па кого ќе сретам, па не можам да одам, ме разбирате? Јас секогаш кога сум добивала покани за било какво другарување, едукација, патување, ја никогаш не сум одбивала, да речем, не можам. Туку напротив, во секое сум гледала можност за средба на луѓе од кои што јас можам нешто да научам. И тоа ми било мене еден буквално како да ја кажам, една животно училиште низ кое што јас толку многу драги пријатели сретнав, од кои што научив многу работи, меѓутоа најчесто и многу често го кажам од многу луѓе научив и како не треба човек да се однесува. Така е. Така е. 5 месеци пандемија со COVID-19, како да научивме да живееме со новото, нели, нормално време, колку бевме спремни за една ваква промена и дали не промени воопшто оваа пандемија? Знаете како сите си го поставуваме тоа прашање, бидејќи велиме дека нели светот застана. Значи, планетата застана. Никој не го очекуваше, никој не може ни да предпостави дека можело да се случи ваков вид на некаква епидемија, непогода, катастрофа и така натаму, каде што сите ние ќе бидеме принудени да бидеме затворени во своите домови, нели социјално да се дистанцираме на секој можен начин. Иако ние виртуелно бевме активни, и онака бевме нели дистанцирани. Сите си бевме секој со својот компјутер, со својот телефон. И тој дел, да. Така, да. Меѓутоа крајно неподготвени. Знаете како, мислам дека она што јас сум го научила во животот е дека секојаш сакам секоја такво патешествие, секој таков настан да го гледам од позитивниот дел. Значи секојаш ги гледам нештото од неговиот позитивен дел. Што и да се случи, викам, чека, ајде да видам сега што имам од овдека нешто позитивно. Значи јас како Наде успеав и си се наоѓам, секој ден си имам своји обврски, нели светот на читање, на истражување, на пишување, тој свет во кој што јас уживам да работам. За мене можам да кажам секако дека ми недостасува излегувањето, гушкањето со луѓето највеќе ми недостасува. Онаа близина што нели сакате со секого, а ние сме таков народ топол, сакаме со секого да се гушнеме. Еве јас сакав да ве гушнам сега кога дојдам. Меѓутоа знаете секогаш сега ќе имаме нешто што не спречува. Не бевме подготвени, се уште не сме подготвени, бидејќи работам нели во образование дополнително, значи дополнителна таа неподготвеност се виде во процесот на образование, затоа што тоа се реални пречки, реална неподготвеност, меѓутоа прашањето што ние научивме до сега од ова. Така е. Како да се изгубивме, односно знаеме дека денес колку е битна дигитализацијата и медиумскиот простор, односно социјалните медиуми и социјалните мрежи. Меѓутоа тука ми се наметнува прашањето како да гледаме утехата таму, меѓутоа дали нас ни е страв малку како да останеме сами, да поразговараме малку сами со себе? Се зависи, знаете како, се зависи од она што ние како личности сме, што е тоа што јас го очекувам од себе си, затоа што многу често ја кажувам таа реченица кој што за мене, знаете како ви ги има луѓе кои што кога ќе ги сретнете во животот, можеби ќе ви донесат некаква порака, дали тоа ќе биде во збор, дали било како, ќе ви донесат нешто што вие би требало да откриете што е тоа што јас од овој човек нели ќе научам или ќе запаметам. Имате книги од кои што можете да учите, исто така, меѓутоа има реченици кои што можат да променат многу нешта, да ви ги променат погледот на светот, кон нештата, кон луѓето, кон настаните. Мене, знаете која мисла, која реченица мене една од многуте кои што ме замислуваат и ме остават да размислувам, е реченицата, вели вака: единствениот човек со кого што вие најдолго ќе си останете на планетава Земја, сте вие. Сте вие. И сега вели, дали вие сакате да бидете личност која што била иста и пред 10 и пред 15 години и воопшто не се променила, затоа што знаете имате луѓе кои што навистина не се менуваат. Тие се такви и најтешки се промените да се направат. Затоа што за да направиш било каква промена, тоа бара ангажман и нели еден цел процес, прво да видам што е тоа што мене не ми се допаѓа кај мене,
Да си го признам прво, затоа што ние никој не признаваме што ни недостаат, затоа што ние мислиме дека сме совршени, дека ние сме нели најдобрите, дека никој околу нас другите се помалку вредни. За жал, мислам, такав е менталитетот на луѓето. Јас сметам дека јас треба да се прашам себе си, ако јас навистина останувам сама, а вистина останувам сама до крајот. И ми е досадно дали имам проблем. Значи, дали јас, ако останам до крајот на животот со сама од себе, дали во животов ќе гледам дека се мене нешто ми пречи? Па дека мене ми пречи зошто Викторија денеска облекла тако? Па јас ќе се занимавам со Викторија или ќе се занимавам со некои други луѓе, или напротив целата енергија ќе ја свртам кон себе, ќе кажам, чекај, што мене ме прави среќен? Ајде, ако ме прави мене среќено да работам со луѓето, да работам со децата, да се усовршам во тој мој, нели, во тоа моја работа со децата или со луѓето, за да бидам најдобра што можам да бидам, а секогаш можам да бидам подобра. Така е, тука ми се наметни прашањето кое што го мислам уште од почетокот, дали трагањето по совршенство прави како да ја губиме среќата, односно да не можеме да си ја пронајдеме среќата, како да трагаме по повеќе и повеќе, забораваме да бидеме благодарни за она што го имаме и не сме среќни. Одлично. Значи, знаете што нема совршенство. Нити можеме да бидеме совршени, ниту па можеме. Знаете како, ние секогаш сакаме да ловиме грешки прво кај себе, нели? Затоа што сите ни животот нормално дека ќе погрешиме и нормално и природно и треба да грешиме. Значи, замислете ако не грешиме, што ќе бидеме? Дали ќе научиме нешто? Дали ако на нашите деца додека растат, му кажувам, немој тоа да го направиш, ќе паднеш, не, оставете го. Да, треба да водиме за безбедноста, нормално. Меѓутоа, ние треба да видиме докаде можеме ние, што се можеме да правиме и од тие грешки што сме ги направиле, што треба да научиме да не правиме. Значи, мислам дека како суштества човечки, многу луѓето се срамат да признаат дека сгрешиле. Или ако некогаш сгрешиле, знаете, тие тоа ќе го мислат, ќе го преживуваат, па живеат во минатото долго време. Цело време не може да си го простат. Значи, што е сега големината? Било, да, грешен сум, не сум совршен, треба да се трудам да бидам подобар од што сум бил вчера. Да надминам. Да научам и да надминам како можам јас да ми биде мене убаво кога сум сама со себе. Разбирате, кога ќе дојдете во моментот кога вие ќе уживате да сте сами со себе, каде што вие ќе си се препуштите на вашето трагање, што е тоа што вас ве прави среќен, нели? И се препуштате на работата која што вас ве прави среќен. Сега тука е клучното прашање. Имате луѓе кои што се уште не откриле што сакаат да прават. Тоа е најголемиот хендикеп на една човеково суштество што може да се случи. Знаете, ако живеете да не се истражите кои сте. Јас сум поборник на идејата дека сите ние имаме таленти, многу. Но секој од нас е за нешто многу посебно талентиран. Ако не погрешиме, ако не се видиме на една патека, па на друга патека, па чекај да пробам дали ми е ова, дали сум во ова добар, самите чувства нас ќе ни покажат дали ние сме среќни со тоа што го правиме. Значи, кога јас добивам фидбек дека сум среќна, кога во моите комуникации со децата, со возрастните, кога имам предавања, или кога комуницирам, кога јас сум среќна, кога ги гледам колку тие се среќни, во тие јас сум исполнета. Јас сум ја не можам да ви објаснам колку последен секој настан, јас недела дена сум во една таква еуфорија, таква радост ме обзима, таква среќа, такво задоволство што ја уште истражувам, ајде да видам што можам уште од ова што го работам како мотиватор, кои теми луѓето ги интересираат, во што треба да се поусоврши, затоа што треба за да се усовршам јас, значи тоа нема школа. Туку знаете што правам јас? Учам од тоа што другите го поминале. Кога ние како цивилизацијски суштества ќе почнеме да ги почитуваме тугите искуства и да речам браво Вики, ти си одлична во ова што го работиш. Значи, меѓутоа треба да си признаеме дека има некој друг што го прави подобро од нас, да учиме од тој што го прави подобро. Значи, сакам да кажам дека има луѓе кои што викаат, па јас сум така, обично наставници така викаат, па ја 30 години сум ваков професор, па што па сега да се менувам? Не, па затоа е тоа. Ако ти си 30 години, еден ист човек, не си отишол ни еден чекор понапред да видиш кој си. Јас сега открив дека знам да цртам, односно да сликам. Тука може би проблем е комфорната зона и стравот? Апсолутно, стравот. Значи, Вики, толку убаво ми ги погодувате прашањата, односно тезите, во смисол што? Што сакам да кажам? Знаете како? Викаат луѓето дека ние како суштества се водиме само од две емоции. Од емоција на љубов, задоволство или од емоција на страв. Сега, луѓето затоа што се плашат
ако бидат несовршени. Се плашат ако сгрешат. Што ќе кажат другите јас ако погрешам? Па може ќе ми се исмејуваат, па види ќе речат дека, знаете како, ние повеќе размислуваме што ќе кажат другите. А вие па како ми погодувате, што треба да ми кажете? Да, значи, сакам да кажам дека Така е, стравот е опасна и работа. стравот е опасна Дефинитивно. работа. Не сакат луѓето да се менуваат и не влегуваат во нови предизвици. Си викат, не, јас ја знам оваа работа, подобро би овдека да бидам. Не, а ако отидам во тоа другото, а што ако не бидам успешен? А што ако не успеам? А што ако промашам? А што ако направам ова? И знаете, ние кога не воспитувале нашите родители, затоа што родителите се нели нашите први тренери, нашите први учители и сите родители за своите деца го прават најдоброто. Најдоброто и најубавото што тие го знаат. Меѓутоа, знаете како, секогаш има и нешто што сме погрешили. Јас како родител знам често моите деца да ги прашам и го се возраст, дали јас бев добра како мајка? Сигурно сум имала ситуации во кои што не сум, можда сум можела да постапам на подруг начин, можеби, ама јас тоа го согледувам од секашен аспект и гледам да го прифатам дека тоа ми било можеби слабост и кажувам како е можеби подобро, и да им кажам и на младите, и на новите родители, и на луѓето кои што се занимаваат со било која професија, дека мора да се истражуваат, затоа што родителите нас секогаш, нели, така не викале, аха, пази, ако направиш тоа, ако во училиште добиеш тројка, срам да ти е, не си во ред, нема да биде, и знаете, му давате на детето една условена љубов. Ке те сакам само ако имаш петки. И ние кај него... Ке ти купам ако. Ако направиш тоа, нели? Не. И сега децата, знаете како? Тоа дете ги прима сите представи и мислење на неговите родители. И сега тоа дете, ако вие цело време викате, пази тоа, ако го направиш, сгрешиш, пази нема ако добиеш тројка ќе ти се смеат, ако направиш ова, ќе бидеш неуспешен. И знаете како? Ние не го ставаме детето па и да сгреши, па нека сгреши. Добил двојка, па нека добие двојка. Па не се двојката, па не се оценките вредноста на моето дете. Дали моето дете е добро, јас гледам, дали ги прифатил моите вредности како родител што сум му кажала, како треба да биде пристоен, да биде воспитан, да се однесува кон повозрастните, како треба кога сака нешто да каже, а секогаш да каже тоа што го мисли. Секогаш сум ги охрабрувала и не само моите деца и децата на кои што сум им предавала. Само сум викала секогаш има начин тоа како се прави. Знаете, не е само да кажете и си отидов да го навредам некога, не, да водам сметка за тугите чувства, за чувствата на другиот до мене, дека јас можам да си го кажам своето мислење, ама јас ќе внимавам да не ве навредам. Значи, кога ние на децата им кажуваме цело време пази тоа, пази тоа, пази тоа, и како очекувате вие тоа да стане една млада личност која што ќе треба животот да го испитува пред себе? Изградена. Нема, затоа што ќе сгрешам, ми рекоа моите па после во училиште. Па ние кога ќе дојдат во училиште ги дотепуваме децата. Со што ги дотепуваме? Со тоа што му викам, аха, ти денеска не направи добро, овој другар е подобар од тебе, срам да ти не си научил, како можеш ова, како... Ме разбирате, тоа се такви удари по детската личност, што вие утре да сакате да имате здрава, млада, личност мотивирана, да се истражува, да се опробува во сите сфери, нема да може да го направите, затоа што сте му ставиле во главата стравот од неуспех и затоа луѓето не ќе да се испробуваат во други нешта. Тоа им е сигурно. Денеска ќе правам тоа го знам, не се испитувам понатаму. Затоа што е комфорт зоната е многу побава. Ако ќе се пуштите во предизвици, знаете, ама предизвиците носат и задоволство. Јас сакам да влегам се, сега ќе правам за ова, сега за родителите. Сега сакам да видам како е со родителите, па ќе земам некоја друга тема после тоа. Ајде да видам сега што можам со мајките да направам. Ајде да видам сега со жените зашто да разговараме. Значи, една подкривање на една свест дека ние мора да се истражуваме како луѓе. Затоа што има исто една многу добра српска поговорка, ќе си дозволам на српски да ја кажам, вика ама шта е бре, каже, оние каже умро са 30, а покопан са 70. Што сака да ни каже? Духот му умрел. Желбата да пробам нешто ново. Зашто кај нас, гледате, ние ги имаме во општеството една таква, не да речам дискриминација од секаков вид, туку имаме една старосна многу е таа чудна дискриминација, каде што вие веќе ако што самите луѓе прво си ја ставиле, знаете, имате луѓе кои што треба да еве јас зборувам од наставничката фела. Значи наставници кои што влегуваат на работа, имате кои што ја сакаат бескрено својата работа, меѓутоа имате наставници кои што едва доаѓаат на работа. Значи нити ја сакаат работата, ниту се усовршуваат, ниту им се некаков пример на децата, доаѓаат до своите 50 години и после чекаат 15 години пензија.
и викаат, а што ќе ме мене обука? Па ја ќе си одам во пензија. Аха, па што ќе ме мене, па ја ќе си одам во... Знаете, тоа е една таква регресија и на умот, на менталниот склоп, на развивањето на умот, затоа што тој вика, не, ја ќе одам во пензија, мене не ми треба. Го имамо сето на како ученик од другата страна. Точно тоа. Незаинтересираност. Не. Така. А знаете, тоа е личен, значи тоа е личен човеков хендикеп. Јас ќе се испробам во се. Јас во се сакам да пробам, да видам што и за мене годините не ми се битни, јас да ги имам, јас сум зрела, ја можам да сакам да до утре во пензија, до година во пензија, меѓутоа јас знаете барам се, ај и ова да го направам, дај и ова да напишам, дај да го напишам прирачникот, дај да пишам книгата. Значи, си имам ангажмани, мене корона, јас можам уште година дена да сеам дом, мене ќе ми биде забавно, ќе ми биде убаво, ќе бидам среќна, да, ќе бидам посредник, ќе можам да излезам да се прошетам, нормално, меѓутоа јас си го нашла својот свет, кој што мој свет не е само за мене, туку јас тој мој свет го нудам и на луѓето околу мене. Токму и Конфуциј ќе кажа дека здрава личност, здраво семејство и здраво општество се пресудни, нели, за детето. Вие говорите често за децата. Колку денес родителите се посветени на децата во таа трка за кариера и пари, еве да ја кажеме? Знаете како? Децата, ние на децата им оставаме, знаете, каков еден свет кој што за нив е небезбеден. Еден свет каде што тие немаат простор да се искажат. Ние децата не ги прашуваме како денеска, значи да, родителите прашуваат кога ќе одат дома. Знаете кои им се прашањата на родителите најчесто? Што направи денес? Кој те праша? Одговараше? Доби единица? Не, тие не го прашуваат. Дали беше среќен денес? Дали денес тебе некој те повреди? Што мислиш ти дека денес научи? Дали мислиш дека можеш тоа што си добил двојка, кажа љубов да го збор? Да, дали кажа нешто добро? Знаете, и тоа е само едно клише. Тоа е тоа навика. Ќе го повторувам истите прашања постојано. И тоа влегува овде во главата. И луѓето, и после децата им е досадно, не сакаат да одговарат. Децата во нашето општество не се прашани. Јас често пати кога зборувам јавно за образование, го зборувам да ги прашаме децата како се чувствува во ова време на корона. Значи, наставникот има наставници, можете да замислите дека воопшто не се уклучија во живо да ги видат своите деца. Јас имам среќа да имам, нели, да работам во колектив кој што го раководам и повеќе ги допирам по чувствата, значи ги ставам во чувство да имаат емпатија и им велам, знаете како, викам колеги, за мене е наставник, оној наставник кој што ќе рече јас ќе бидам добар наставник, онаков како што би сакал да имаат моите деца. Ако јас предавам во едно оделение или предавам на 300 деца, јас секогаш сум го имала во себе чувството дека тоа е светот на многу родители. Значи тоа се светови безброј. И вие не можете да преферирате едно дете тамо да си го сакате затоа што вие на Петко на Јанко, нели? Да. Затоа што вие на некои пријатели, а за другото да не водите сметка. Зашто децата се чувствуваат. На децата ние не треба да им зборуваме. На децата е доволно само или да им се насмевнат или да не, значи тие ве гледаат кога ќе влезете во училница. Дали сте вие денес подготвени и сакате, имате ентузијазам за работа и тие ќе го следат вашиот ентузијазам. Ако влегува наставник кој што прво е оптеретен со својот личен, сите имаме лични, нели? Проблеми и така натаму, секојдневието е тоа такво. Меѓутоа, влегувањето во училница, она што преска рековте, ние сме сите јавен медиум. Ја така кажам. На моите наставници тоа викам, значи рачунајте колеги дека вие сте еден јавен медиум. Влегуваш на сцена пред 30 деца. Што зборуваш, како се облекуваш, како се однесуваш, кои зборови ги кажуваш, како ќе предаваш, како ќе го третираш детето. Вие сте моделот и на детето можеби од вас ќе засака да биде наставник, или можеби поради вас нема да сака ни да учи. Што сакам да кажам? Родителите се тука клучни, Викторија. Зошто се клучни? Тие прво треба да им ги дадат, да ги пуштат да бидат децата слободни. Не да ги рефлектираме, не, јас сакам ти да бидеш, денес доктор ќе бидеш. Затоа што сум ја доктор, има да бидеш и ти доктор. И знаете, имате родители кои што истрцана е таа фраза, неисполнетите желби, ги пренесуваат на децата. Ќе се ги пренесат на децата. Да. И знаете, детето е под притиск, детето е личност. Јас што викам, 7 милиарди сме луѓе на планетава. Сите 7 милиарди луѓе сме различни. По било кој ни еден нема што личи. Ја кога на децата мои на мотивацијски наставник викам, дечки, знаете ли што?
што сите вие сте едни единствени. Нема друга личност на планета освен вас. Ниеден ги нема вашите очи, ниеден ги нема вашата боја на косата, на очите, на изразот. Вие сте најуникатните како што сум јас. Не постои реплика на мене. Може да има некој сличен, ама како мене нема. Дали тоа само по себе не е вау чувство, дека сум еден и дека сум посебен? И знаете, кога вие им зборувате на децата, колку се они посебни, да видите како во нивниот поглед, кога јас зборувам понатаму, сакајќи да им кажам дека треба да размислуваат и кога доаѓаат на училиште, за да почнат да размислуваат што би сакале да бидат, да почнуваат да се негуваат некакви своји лични соништа. Затоа што ако ние ги немаме соништата, Викторија, ако ги немаме, ние сме умреле. Значи, човек мора секогаш да има и фантазија, и имагинација, зашто тоа е најважно. И ние кај децата, ако тоа го немаме, ако родителите тоа не го потхрануваат, и јас пак велам, нашите родители не воспитале како што знаеле најубаво. Значи, ние нашите родители треба да ги почитуваме безкрајно. Ја не можам да разберам, знам, постојат, сигурно и вие знаете, имате семејства каде што, например, синови не разговараат со родители, каде што татко и мајка не разговараат со своите деца. Јас тоа не можам да го разберам. Значи, како е можно некого што си му се на светот и некој што ти е се на светот, да не успееш да го прифатиш таков како што е, затоа што ние сме сите различни. Меѓутоа, знаете како, ние мора да си ги сакаме своите родители без разлика колку некогаш во некои ситуации можеби не направиле нешто како што сме очекувале, меѓутоа секој родител го прави најдоброто што го знае во дадениот момент. Ама денеска постојат и едукации за родители. Кај нас е најголемата дилема кај многу родители е, знаете, од типот кај што повеќето егото на луѓето работи, како да не она се мене ќе ми кажува, јас тоа како да бидам. Како да не па сега она од таквиот пристап и од скон луѓето, како да не па сега они мене ќе ми кажува, па јас ти знам. Тоа е она што нас не води и се уште сме на еден развој од цивилизацијското општество, многу низок, што вела дури не дека во примитивните заедници, затоа што како човечки суштества не сме ги научиле грешките од историјата. И викаат, ако вие ги слушате искуствата и на другите, нема да сгрешите. Ама ние не сакаме, затоа што секогаш мислиме дека јас сум најдобрата. Јас не сум најдобриот мотивацијски говорник во Македонија. Јас на сите мотивацијски што постојат, Викторија, во Македонија, на сите им ги следам страниците, на сите им стискам лайк, на некој им коментирам. Ама знаете, имате повеќето, освен Жарко, нели, со кого имаме посебни бидејќи заеднички сме работеле. Знаете како да луѓето се како да не па се она на език јасно. Знаете, се додека тоа го носиме ние во нашиот ментален склоп, ние нема да напредуваме. А јас сакам да слушнам, знам дека има подобри од мене, знам дека има во светот најдобри. Да, убаво кажавте, сите сме посебни, не може некој да биде вие. Да. И вие, Викторија, знаете нешто што јас не знам. И јас кога ќе се сретнам со вас, вие сигурно ќе ми кажете барем еден податок кој што јас не го знам. Јас исто можеби на вас така ќе онам. Така да ние треба да ги трнеме тие предрасуди, знаете, ама тоа е голем процес на личен развој. Јас најверојатно тоа сум го стекнала со голем број на и контакти. И тоа не е само во сферата на мотивацијските, секаде. Секаде. Во секоја професија, во секоја сфера. И затоа сме, видите, знаете како, јас сум можеби идеалист во тој поглед. Јас затоа секогаш верувам и ова што го работам, го правам со таква љубов. Значи, не е комерцијализирано. Ме сака да мене не ми е првата поента јас да наплатам нешто, него јас сум одала толку и одам се уште, например, ќе одам по училишта, чисто затоа што јас тоа го сакам, затоа што сметам дека е тоа моја општествена одговорност. Зошто ако јас имам некакви познавања и знаења, нели, да не ги споделам, за да кога ќе заминам во пензија, нели, или кога ќе бидам на своји 80 години, нели, да сме здрави и живи, да речам, дали, да си го поставам прашањето, дали ти, Наде, направи се што можеше да направиш. И знаете колку ќе ме гриже совеста ако сум можела, а не сум го направила. А јас и кога си одам на пензија и кога видам, кажам, да, супер, ја направив тоа, затоа што сакав да го направам тоа. Без некакви калкулации или без некакви математики, или да сметам дека сум јас, не знам, најдобрата. Не, од мене има многу подобри и јас учам од подобрите. Меѓутоа, кај нас мотивацијските говорници, знаете што е, Викторија, кај нас се чувствува енергијата на мотивацијскиот говорник. Значи, дали вие читате и зборувате од книга, или зборувате тоа затоа што вистински го мислите и го доживувате. Еве, јас го доживувам сега во моментот. Значи, тоа е само, а тоа не можете вие да ги излажете ниту децата, ниту луѓето, туку напротив да си кажеме и да си свртиме, да речеме, ало, ние во оваа наша Македонија, секој за нешто е нај.
Треба да симнеме капа на луѓето што се не секогаш да им бараме забелешки. Сите не имаме забелешки. Значи сите не тама работа ако нели, ако сум ја, меѓутоа јас знам која сум јас. Мене не може да ме повреди некој од надвор да ми рече, слушај, ти денеска да, окей, знаете, често пати јас кога сум зборувала за образование јавно, кога никој не зборувал, јас сум зборувала јавно за екстерното оценување. Затоа што сметам дека е процес кој што штети и на образование и на децата, на сите во процесот. И јас бев единствена што излегов во јавност да го кажам тоа, без да навредам, со тоа што сакав да кажам, тие што го смислиле, имале сигурно добра намера да го направат. Меѓутоа во пракса не излегло тоа така. Излегло сосема спротивно. И сега знаете кога јас тоа сум го кажувала, потоа многу од моите колеги ми кажа: а зашто не кажеш ова? А зашто не? Не викам, ја го кажав тоа што мислев. Излезете и вие кажете. Ама кога ќе треба да се бараат изјави, кога ќе треба да се каже, луѓето имаат страв. Страв да го изнесат тоа што го мислат, и тоа е најверојатно од оние, нели, корона што го велиме. Од родителите, после од училиштето, не тера да бидеме совршени, не можеме. Не постојат совршени. Ниту совршени методи, ниту совршени луѓе, ниту совршени, не може. Ако сме биле совршени, сме требало да престанеме да постоиме. Него ние, знаете како, не треба да се плашиме да го кажем зборот сгрешив, затоа што секој сгрешу и треба, и они викаат, ма греши преповеќе. Колку што можеш повеќе греши за да влечеш, да видиш, зашто ти ако не пробуваш да видиш како ќе научиш, како ќе дојдеш до некакво искуство, до некакво знаење кој што тебе ќе ти користи. Затоа што знаењето треба да ни користи. Ние се уште децата не ги учиме на знаење да им користи, него ги учиме да не речам да го најдам соодветниот збор, пошто предавам нели сум во образование, не ме личи. Значи ние денеска, и тоа јавно исто го кажам, на нашите деца им го губиме толку многу времето со толку непотребни работи, со толку некорисни работи кои што биле во 19-тиот век. Знаете, Викторија, дека домашните задачи ги давале во 19 век како казна, а знаете дека во времето на корона или онлайн настава, најголемиот дел наставниците сметаа дека предавањето онлайн значи да му дадам на детето да отвори страна 33, прочите тоа таму, брате ми го направи. Тоа не е настава. Тоа не е образование. Тоа е само колку да поминеме. Сега, ако сме ние умно општество, ако сме мудро, ја гледам Министерството правише некакви интервјуа што мислиме, како мислиме, меѓутоа тука не ги нема децата. Јас моите деца во мојата школа ги прашувам: дечки, што ви пречи во оваа настава? Во што бевме добри, што не ни е добро? За да можам, ако тие мене, знаете како, ако ние цело време некој не гали, најдобар си, тогаш ја нема да имам простор во што да се подобрам. Не, кажи ми негативно, во што не е добро, што треба да го подобриме, затоа што они мислат ако кажат дека нешто не е добро, дека тоа е лошо за школото, за нас. Не, бе, колеги, кажете што треба да смениме. Не можеме да се истражуваме себе во училиште по одредени прашања, а да даваме лажни одговори дека сме супер. Не сме. Во тоа што не сме треба да си кажеме. И патот е како тоа што не сме добри, има луѓе што знаат како треба да биде подобро, да направиме да бидеме подобри. Така е. Колку знаеме да го живееме сегашниот миг? Многу тешко. Мислам, за жал, оние кои што научиле и знаат да уживаат во овој момент сега, додека сме јас и вие, затоа што Викторија, замислете, ние тројца сме денес на овој дел. Така, после ова е веќе од утре е веќе историја. Нема да се повтори тој момент. И ако знаеме да го цениме дека во овој момент денес сме биле ние и сме разговарале, нас ќе ни остане тоа едно убаво сеќавање. Затоа што, знаете како, не треба да се минато, јас знаете како правам, имам една метода што многу често ја препорачувам на луѓето, еве која е, и на децата. Значи, сакајќи да живам во сегашниот момент и да бидам благодарна за она за се што имам, затоа што тоа е навистина една таква метода, една таква техника која што не е само бла 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 муавети. Значи, онај момент кога вие, зашто јас верувам во тој закон на универзумот, не само што верувам, ја живеам според тој закон. Значи, јас се што сум посакала сум добила. Се. Зошто? Затоа што сум верувала во тоа и зашто моите желби биле многу големи. Кажа, како да не сега ќе сакам да добијам Ламборџини и ќе мислам дека ќе добијам Ламборџини, ќе го добијам. Да, ако вистински мислиш и посакуваш и веруваш во тоа дека ти утре ќе го добиеш и дека ќе го има, универзумот наоѓа начин како тоа да ти го направи. Значи, јас имам толку многу своји приказни кои што мене ми се оствариле во смисол на
сите мои желби и фантазии дека сакам моите деца да живеат надвор од Македонија во времето кога се распаѓаше Југославија. Како јас сакам и се замислувам себе си дека ќе работам во канцеларија каде што ќе си имам мој простор. Каде сакам да живеам, дека јас си го замислувала просторот там. Значи нема нешто што не ми се остварило. Затоа што Се пронаоѓам во овој мојот. Значи треба да и памти го мабетот. Да. Значи јас не знам дали ќе бидам досадна кога го спомнам, не знам колку имаме време, пошто мене мажот ми вика наде тебе ако те остати цел ден ќе зборуваш. Јас уживам и не го гледам времето. Дефинитивно се надевам и нашите гледачи. Значи, 90-тите години ние сакаме да одиме за Австралија, јас имам брат во Австралија. И мислев дека одењето во Австралија ќе ни ги реши проблемите на сите нас тука, пошто беа најмирни времиња. Со свои 39 години почнав да учам јазик англиски, пошто јас требаше да бидам носител на визата. Значи, какви премрежи има во култура, да кажам, последните пари сум ги давала на јазик, децата ми беа мали, ги оставав дома, трчав, пишувам домашно со свои 39 години, затоа што си замислав дека можеби моите деца ќе живеат надвор од, знаете, ние сите си ја сакаме Македонија, ама сите бегаат каде што има подобри услови. Јас сум визуализирала, Викторија, како секоја вечер влегувам во авион. Значи, и само што почувам да зборам, секогаш го кажувам тоа. Јас се извинувам на гледачите ако веќе ме слушале, сум го зборувала уште од 2006 година, меѓутоа тоа е вистината. Значи, легнувам навечер од толку големи желби, јас го замислувам и го гледам мојот пилот во бела униформа, знаете, тоа прекрасно зрачи со златни пилоти. Тој мене ме чека на влезот во авионот, до него седи стюардеса, стојат двајцата, а јас со семејството одиме со куфери и влегуваме во авионот. Ја толку сум имала желба да патувам, да одам за Австралија, синовите да добијат нели пасош, да можат да и одат, сепак светот е нели тамо друг, цивилизација, послободен живот и така натаму. Сега имате една нели голема и најголема мана, а тоа е носталгијата за дома. Јас тоа не знам да ви кажам колку години сум го имала како визуализација и ми се случи да пропатувам низ светот, без да имам толку пари за да можам јас да го прочитам светот. Меѓутоа, едно ливче ми го промени животот, на кој што им го кажувам постојано дека треба луѓето да одат и да се дружат, кога некој ќе ги повика да одат на семинар да одат, кога ќе разговараат со луѓе да ги следат што сакат да кажат, што можеби нешто од сето тоа добро да се случи. Јас одам на факултет, требаше да полагам стручен испит, само што се запослив како професор. И знаете, одам на факултет затоа што сакам да направам добра работа, дали стручна работа. Така? И имаше така како што седиме на катедрата на професорката, имаше едно ливче. А јас пошто сум многу љубопитна, сега не дзиркам од тугите работи, меѓутоа го земам ливчето. Значи мене тоа ливче ми го променила целиот мој начин на гледање, на живење, значи успеси, иднината на моите деца и така натаму. Ја го земам тоа ливче и пишува на англиски. Сега професорката ми вика: "Наде, ти читаш англиски, знаеш ли се?" А јас веќе полагам за англиски, нели додам за Австралија. Так. Нели учам јазик, да давам толку многу пари од тоа немање, само за да научам јазик. И ја викам: "Па сега не знам вие колку мислите, јас знам, разбирам нешто, ама не знам до кој степен. Ај пополни го ливчето." Јас, Викторија, го пополнувам ливчета, аплицирам и мене ме примаат како еден од наставниците, 5 бевме ние од Македонија, кои што знаат јазик, на стручно усавршување низ Европа цели 3 години. Значи јас 3 години мојот куфер не го затворив од патување од Естонија, од Литванија, од Португалија, од Русија, отидов во Америка, отидов во Австралија, значи отидов сегде без не знам како пари, а замислете, одам ја така, а мојата директорка, која што ми беше тогаш, многу ја респектирав, многу, и ден денеска ја респектирам како исклучителен педагог, кој што беше многу креативна, ама ми одбиваше од платата зашто одам на обука. И ми вели: "Малировиќ, дали вас ви плаќаат за тоа?" Викам: "Па да, платено ми е се." Значи, па знаете, вика, штом ти е тебе платен, јас ќе ти одбивам, вика, од платата. Во тоа време се сеќам беа околу 100 евра. И моите зборови, значи сум била далекосежна во тој поглед, и јас сум рекла: "Директорке, вие можете колку сакате да ми одбиете. Јас тоа што го добивам таму како едукација, како не може поглед, да ми го земете." Мене тоа ни една пара не може да ми го надокнади. Значи јас таму се усовршив стручно како да бидам и сега да не ја дознам приказката. Тој мој пилот, после тоа што ми се случи, викам: "Добро, зашто јас дадов толку пари за јазик? А кај ќе го користам јазик?" Јас, Викторија, сега имам сна американка, син ми има амерички пасош, живеат у Калифорнија, имаат бизнес, значи живеат покрај океан. Значи сето она што јас сум си го проектирала тогаш, јас го добив во моите деца. Еве го и другиот има од Киргистан, значи имам 2 снаи кои што се од двата краја на светот и сум бескрајно среќна
што е тоа така, што не ми е битно кои се што се, туку дека се луѓе. И сакам да кажам дека тие мои видувања и согледувања, па јас и мојата внука сум си ја визуализирала. И името сум ми го видела. Значи јас се што сум посакала сум го добила. И викам луѓе, верувајте во тоа сила на универзумот. Ако му праќате и ако живеете во минатото и цело време жалите за некој настан што сте го пропуштиле, леле како бе тоа, како и живеете цело животот отиде. Не, напротив ги гледам, нели, напред нештата, визуализирам тоа што го сакам, ја го визуализирам и го добивам. Универзумот ме слуша многу добро, така да имам добри намери, чисти намери, без калкулации, отворена сум, искрена сум, знаете, ги имам сите тие карактеристики што претпоставам дека овој универзум ги почитува. Господја Нада, јас дефинитивно уживам во целиот разговор и ние вака би продолжиле сега уште една недела да зборуваме, навистина имате и што да кажете и што да се слушне од вас. Јас ќе ви честитам за се до сега, за се што правите, ќе ви посакам да продолжите да ја ширите таа убава и позитивна енергија околу вас и луѓето ја препознаваат, навистина ја препознаваат, еве јас се зборувам од лично искуство, навистина преубаво се чувствувам и ова ќе ми трае. Јас се пронаоѓав, односно се пронаоѓам во вашиот муабет, во вашите зборови и дефинитивно тоа е едно прекрасно чувство. Ќе ви се заблагодарам уште еднаш што ја прифативте мојата покана и се надевам дека ќе се дружиме повторно. Значи, Викторија, многу ви благодарам на вас, на телевизија Сонце за вашата покана. Се чувствував навистина не е куртазно, него е вистински. Можевте да забележите начин на кој што комуницирам. Ме навративте на некои нешта вака малку со емоции, се чувствувам исто многу, ви благодарам за прекрасните прашања и за тоа што бевте одличен домаќин. И со задоволство ќе додам повторно. Почитувани гледачи, тоа беше уште едно издание од емисијата од своја страна. Овој пат ова издание со едукатор, мотивацијски говорник и професор Наде Молеровиќ. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание со минутите исполнети со убава и позитивна енергија. Се гледаме наредната среда во истиот термин. Останете поздравени.